Го започнуваме најновото издание на регионалните вести. Ова се настаните на денот. Започната е дезинфекција на влезовите од стамбените згради во Тетово. Кризниот штаб на Гостивар врши подготовка околу функционирањето на дежурни аптеки и маркети. Во време на коронавирус, земјоделците од Тетовско се откажуваат од нивите. Еден нов случај на COVID-19 во Тетово во изминатите 24 часа. Во земјава вкупно се потврдени 46 нови случаи. Се наоѓаме во фаза на строги мерки во однос на рестрикциите на движењата на граѓаните, но се подготвуваме и за периодот на враќање во нормала. Согласно предвидувањата дека кон крајот на април ќе го достигнеме врвот на епидемијата, се надеваме дека потоа животот би почнал постепено да се враќа во нормала, вели Венко Филипче, министерот за здравство. Сакам да упатам на јасна порака дека нема да може така лесно целокупниот и работен процес, но и животот да се врати во нормала со истиот интензитет, имајќи го во предвид и искуството на некои други земји, дека и предвидувањата во исто време дека секогаш постои ризики за втор пик врв на диагностицирани пациенти. Во таа насока во периодот кој што следи во следната недела започнуваме интензивна комуникација со представници на стопанските комори, на кој што од наша страна, од страна на Комисијата за заразни болести, ќе им се даде јасна насока на економските оператори, на производствените капацитети, на рестораните, како треба нивниот работен процес да го организираат, за да тогаш во моментот кога ќе се одлучи дека е дојден моментот да се отстранат сите овие рестриктивни и ригорозни мерки, целокупниот тој процес постепено се врати во нормала. Тој истакна дека еден притвореник во истражниот затвор во Шутка, кој вчера починал од срцев удар, на обдукцијата бил диагностициран со COVID-19. Како што рече, притвореникот немал симптоми, но подоцна откако починал, брисот се покажал позитивен на коронавирус. Починал практично од срцев удар, немал симптоми, немал висока температура, примен таму на 8 минатиот месец. Меѓутоа, на обдукцијата после земјиот бриз тој е позитивен на вирусот и сега во овој момент се прават епидемиолошки анкети на сите кои што биле во близок контакт со него, после што ќе се превземат соодветни мерки за што ќе ја информираме јавноста. Во домот за стари лица во Битола примен е еден штитеник на 18 трети, една недела подоцна на инфективното оделение во клиничката болница во Битола поради зголемена температура. Понатаму во следните денови добиена потврда дека е брисот за COVID-19 позитивен. Земени се брисеви на сите во останатите соби, на дел од персоналот кои што биле во контакт, дадени се препораки за темелно чистење, а државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе ја испита целата постапка, целокупниот процес од приемот, па како се одвивала целиот практично процес на третман на давање услуга нега на штитеникот таму. Инаку во последните 24 часа има регистрирано вкупно 46 нови заболени од COVID-19 во земјава. Во пресред на целосниот карантин за време на викендот, кризниот штаб на Гостивар врши подготовки околу функционирањето на дежурни аптеки и маркети. Надлежните ги повикаа сопствениците кои се заинтересирани да работат во текот на викенд полицискиот час, да се пријават во кризниот штаб најдоцна до утре до 12 часот. Кризниот штаб на Гостивар се координира околу врските за престојниот викенд, која ќе биде на сила целосен дводневен карантин. Во текот на утрешниот ден ќе биде објавен список на дежурни аптеки и маркети, а доставата на лекови и други неопходни продукти ќе се одвива преку мобилните тимови на општината и на Црвениот крст. На услуга на граѓаните ќе бидат и одредени сендвичари, пицерии и слично, кои храната ќе ја носат до домовите.
Надлежните ги повикаа собствениците на аптеките и маркетите кои се заинтересирани да работат во текот на викенд полицискиот час да се пријават во кризниот штаб најдоцна до утре до 12 часот. Да аплицираат итно денеска до утре до 12 часот за дозвола за движење. Велам до утре до 12 часот, бидејќи ние имаме ограничување со полицијата да се координираме до утре до 15 часот. Затоа би ги замолил сите итно кои што треба да функционира сабота и недела, да достават барање до општина Гостивар тука во информативниот центар. Состојбата со коронавирусот на подрачјето на Гостивар до денес остана иста, без нов позитивен случај. Од утрово повторно работи подрачната единица на Центарот за јавно здравје. Вкупниот број на тестирани лица изнесува 130. Од локалниот кризен штаб на општина Врапчиште рекоа дека состојбата на нивната територија е стабилна и освен првичните 2 случаи на заболени, други не се регистрирани. И заблагодарим и за дисциплината што го покажуваат жителите од општина Врапчиште. Ги повикуваме и понатаму да ја почитуваат мерките и да бидат пажливи на деновите што доаѓаат. Преку координативното тело за хуманитарна помош досега биле поделени 450 пакети со прехранбени продукти и 270 со средства за хигиена на семејства во социјален ризик во поширокиот гостиварски регион. Започната е и дезинфекција на влезовите од стамбените згради во Тетово. Ангажирани на терен се и вработените од територијалната противпожарна единица, кои велат дека се целосно мобилизирани и посветени на реализирање на мерките за спречување на ширење на коронавирусот. Една од мерките против ширењето на коронавирусот е и дезинфекцијата на јавните површини. Како помагачи во целокупниот процес се и вработените од територијалната противпожарна единица од Тетово, кои деновиве се мобилизирани со целокупните своји капацитети и секојдневно вршат чистење и дезинфекција на улиците. Со нашите противпожарни возила и со нашите екипи излегуваме и помагаме на нашите граѓани и нашиот град значи во перење на улиците и дезинфектирање на улиците и дератизација правиме и на шахтовите, значи на канализационата мрежа низ градот, значи таму кај што мислиме дека добро за нашите граѓани, таму мора да ние да бидеме, значи како помагачи или како да бидеме што поблиско до кај нашите граѓани, бидејќи сме во нивна служба. Од општина Тетово известија и дека се работи на дезинфекција на влезовите од стамбените згради. Како што најавивме деновиве, покрај градските улици ќе се мијат и дезинфицираат улиците во сите села и руралните населби на општина Тетово. Во текот на вчерашниот ден беа дезинфицирани улиците и стамбените влезови на улиците 120, 121 и површините околу Зелениот пазар, како и улицата Јордан Златановски и становите во комплексот Шипат. Инаку за оваа намена, за оние простори каде што не може да допрат машините на јавното комунално предпријатие и територијалната противпожарна единица, се набавени 12 нови апарати, кои што се помалечки, се попрактични за употреба и со нив всушност се врши дезинфекција на стамбените згради и влезовите на куќите на граѓаните. Од општината и територијалната противпожарна единица истакнаа дека располагаат со доволно механизација и луѓе за регуларно спроведување на донесените мерки против ширењето на коронавирусот. Јегуновце е единствената општина каде нема регистриран позитивен случај на коронавирус. Од кризниот штаб велат дека се почитуваат и спроведуваат сите мерки на здравствените институции против ширењето на коронавирус. Градоначалникот на општина Јагуновце Дарко Блажевски вели дека се врши редовна дезинфекција на општинскиот центар, но и на сите 17 села во општината. Има и активисти кои се на располагање на болните изнемоштени лица со цел достава на храна и лекови. По препораките на владата на Република Северна Македонија, општина Јагуновце најпрво ги затвори сите
основни училишта, подрачни училишта, имаме една градинка и таја затворивме. Почнавме со дезинсекција и дезинфекција на сите локални патишта. Тука морам да се заблагодарам што зедо учество сите местни заедници и дел од граѓаните да ни излизат во сусрет, во пресрет за оваа работа да се изработа како што треба. Во општина Егуновце функционираат 3 здравствени установи во време на коронавирус. До сега не сме имале такви случаеви, но сме спремни и да имаме такви случаеви. Значи прво да ги спречиме, да го превенираме, а после понатаму и да го третираме целиот случај, нормално во согласно Центарот за јавно здравство во Тетово и во согласено со клиничката болница во Тетово со инфективното оделение и во нормални услови. Од кризниот штаб на Егуновце потенцираа дека досега и населението се придржува кон мерките и ги почитува одлуките за ограничено движење. За да опстанат на пазарот, дел од текстилните компании се ориентираат кон производство на медицинска опрема, велат од Синдикатот за текстил, кожа и чевли, каде членуваат 3500 работници од овој сектор. Отпуштање во текстилната индустрија засега нема, тврдат од Синдикатот за текстил, кожа и чевли. Голем дел од компаниите, за да не го изгуба странскиот пазар, се ориентирани кон производство на медицинска опрема. Работат медицински мантили сега, бидејќи се најпотребни, одредени маски работат, така да дел од она што ќе изгубат дел од пазарот, го дополнува со дел од она што има потреба на домашно, или па извозно ориентирано, бидејќи се не барани маските, здравствените мантили, оние кои што се заштитната опрема, онаја која што е исто така потребна, така да во овој момент секој се снаоѓа на некој свој начин. Со цел заштита на здравјето, Синдикатот им предложили на компаниите во наредните неколку недели, кога се очекува пикот на болеста, работниците да може да го искористат стариот одмор. Јас се разговарав со председателот на работодавачи и со сите оние организации дека на некој начин тие ќе направат напор да во најкризниот момент ги дадат овие мерки кои што претходно ги кажав. Значи дали тоа ќе бидат одмори неискористени, некаде каде што на некој начин ќе имаат малку поголема криза или некој друг тип на испораки или недоволно средства, да направат, имаат и една клаузула на принудни одмори да ги дадат. Инаку во Синдикатот за текстил, кожа и чевли членуваат 3500 работници во овој сектор. На крајот на вестите ќе го проследите целосното интервју со Љупчо Столевски, председател на Синдикатот за текстил, кожа и чевли. Во време на коронавирус, земјоделците од Тетовско се откажуваат од нивите. Тие пак кои веќе започнале со пролетната сеидба се плашат дали произведеното ќе го продадат. Ситуацијата е неизвестна. Дилеми кај земјоделците има, но храна мора да се произведува, апелираат од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието. Земјоделците од година в година се откажуваат од обработка на земјата, но коронавирусот голем дел од нив ги остави дома. Земјоделците раскажуваат дека тука во близина на тетовското село фалише лани, во овој период од годината кога била пролетната сеидба. Речиси секоја втора нива се обработувала. Меѓутоа сега земјоделците се плашат и не излегуваат од дома. Па тука новие парцели затекнавме само тројца земјоделци. Најголем проблем, како што велате, немањето пласман. Родот од лани не можеме да го продадеме, а годинешниот уште потешко. Треба да се дава помош. Сега, например, да имам сега да ставам нешто у земја, па да земам. Треба да ни помогнат, ама дали ќе ни помогне државата или не знам. Продавниците каде ги набавуваме репроматеријалите работаат со скратено работно време, што дополнително создава проблеми за организирање на земјоделските активности. Од денеска да идеш у аптека и да ги земаш у земјоделска апотека. Ти немаш време, треба да свршиш, треба да идеш, сабале не можеш. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделие велат дека има земјоделци кои се во дилема дали да ги засадуваат нивите поради новонастанатата ситуација, но според нив рано е да се каже колку од предвиденото ќе биде засадено. Земјоделието не може да допре, дека тоа мора да функционира и да се произведе храна, и во тој контекст се прават напори да тоа иде онака како што треба.
Земјоделските аптеки кои ги консултиравме велат дека ги имаат обезбедено потребните репроматеријали, но и отаму потврдуваат дека се помалку земјоделци купуваат и се заинтересирани за засадување на нивите. 5 лица е прекршиле одлуката за ограничување на движењето во изминатото деноноќие на подрачјето на СВР Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во периодот од 7 часот на 8 април до 7 часот на 9 април на подрачјето на СВР Тетово вкупно 5 лица ја прекршиле одлуката за ограничено движење, 3 во Тетово и 2 во Гостивар, кои веднаш се лишени и задржани во полициските станици и на кои ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци по член 206 од Кривичниот законник. Во овој период вкупниот број на лица спроведени во државен карантин на Тетовско-Гостиварското подрачје изнесува 428, 208 во Тетово и 220 во Гостивар, а бројот на контроли на лица со подпишани изјави за самоизолација е 28, 19 во Тетово и 9 во Гостивар. Покрај ова, реализирани се и контроли на 224 лица, 177 во Тетово и 47 во Гостивар со решенија за изолација издадени од Државниот здравствен и санитарен инспекторат. При контролите на лицата со решение и со подпишани изјави за самоизолација не се регистрирани непридржувања и не се поднесени кривични пријави по таа основа, а не се регистрирани исто така и нарушувања на јавниот ред и мир или други безбедносни настани поврзани со коронавирусот. Вчера околу 11 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека настанал пожар во маркет во тетовското село Пршовце, сопственост на 31 годишен тетовец. Со пожарот бил зафатен дел од опремата, повредени лица за среќа нема, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица за кусо време пожарот целосно е локализиран. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера исто така во 11 часот и 30 минути 44 годишникот Тетовско Шемшово пријавил дека во периодот од 1 до 8 овој месец за сега непознати сторители причиниле оштетување на металната ограда и на неколку други реквизити и опрема во дворот на селското училиште во кое што тој работел. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Телевизија Кис Именада традиционалниот избор на најубаво великденско јајце ќе го организира онлайн. Во продолжение деталите. За да не се прекине традицијата на одржување на изборот на најубаво великденско јајце, оваа година телевизија Кис Именада истиот ќе го организира онлайн, со цел да се почитуваат препораките на надлежните за заштита и превенција од актуелниот коронавирус. Во таа насока се дефинирани неколку правила за учество. Учесниците во порака на нашата Facebook страница facebook.com/KISMenada да испратат видео во кое учесникот се представува и ја објаснува тематиката на јајцето, како и начинот на негова изработка, како и фотографии на кои одблиску се гледа великденското јајце. Во прилог треба да испратат и телефон за контакт. Правилото кое што важи од почетокот на организација на овој избор е дека секој учесник има право да се надпреварува само со едно јајце. Видејата и фотографиите треба да се испратат најдоцна до 16 април 2020 година. Одлуката за најубавите великденски јајца ќе ја донесе жири комисија, составена од свештено лице и ликовен уметник, а за учесниците ќе бидат обезбедени соодветни подароци. Инаку изборот на најубаво великденско јајце со добиените видеа преку интернет ќе се емитува во недела на 19 април, на првиот ден Великден. Следува интервјуто со Љупчо Столевски, председател на Синдикатот за текстил, кожа и чевли. Се уште работат текстилните индустрии, се малку погодени од тоа, бидејќи сепак нарачки каснат, неизвестноста постои, но сепак се уште се држат како фирми. Мерките од владата кои што ги предлага во овој момент се многу практични, бидејќи јас се бев и присутен на тој економско-социјален совет, мерки кои што е на некој начин ќе ублажат оваа економија. Понатаму најверојатно ќе имаме и други средби кои што ќе бараме нови начини, нови методи на кој начин би можеле финансиски, економски да на некој начин им се помогне на овие фирми. Во моментов сите овие кои што бар имам сознанија од моите синдикалци кои што ми се членови во синдикатот, дека испораките течат,
континуирано, така да нормално со мал застој, бидејќи сепак и на самите граници малку повеќе се задржуваат, испораките одат редовно, се снаоѓаат во овој момент, имаат различити програми, така да мислам дека сепак имаме еден оптимизам дека сепак во овој момент ќе се излечеме од оваа состојба во која што се наоѓаме. Имав еден предлог кој што вчера го дадовме, бидејќи се почињаат порестриктивни мерки од владата, кои што вчера ги најавија, поради исцрпеност и на стопанството и за помалку да има гужви и бидејќи сега се очекува еден поголем проширување на заразата од коронавирусот, да овој месец имаме повеќе празници, државни што на верски, така да мислам дека има стари годишни одмори кои што до 6 месец треба да се искористат, да се дадат тие сега и оние дел можеби и од новите одмори, така да овој месец што повеќе да се избегнат оние гужви, нормално оние кои што имаат испораки да продолжат да работат, кои што се наоѓаат во една соодветна криза која би рекол може моментална или секундарна криза, да тие ги повржат овие одмори за да не би имало многу дружење, зближување, така да сепак на некој начин се уплажи оваа криза. Мислим дека не е толку лоша состојбата. Јас им посакувам многу здравје на сите оние работници кои што работат овој изминат период и оние кои што ќе продолжат да работат, секоја чест на здравствените работници кои што вложија максимален напор да во овие дадени моменти некако ускочат во сета оваа состојба во која што се наоѓаме, исто така и на полицијата и на армијата, штотувајќи ги своето здравје, но сепак за да го спасат нашето. Апелирам да ги почитуваат сите мерки кои што ги препишува владата и Министерството за здравство, само така можеме да се справиме со овој непријател, така наречен вирус COVID-19 и сепак им посакувам здравје, среќа и на сите оние работници, на сите граѓани на Република Македонија да се придржуваат кон мерките, само така можеме да успееме во борбата против овој вирус. Да ни кажете, до сега кои мерки владата ги предложи, се усвоја за помош на текстилната индустрија и кои според вас, како што кажавте, зачнавте, треба нешто да се преземе за да не сгаснете во овој период? Па вака, мерките кои што ги презеде владата и сами ги знаете, излегуваа и во медиумите, тие се мерки кои што во моментов можат да ја ублажат состојбата. Сите можат да аплицираат, сите оние кои што се погодени, ги има сите оние правила по кои што треба да се аплицира во банките, во фондот кој што е задолжен за помош на овие предпријатија, каде што и сами чувте дека без разлика можат да избираат две варијанти. Дали ја сакаат минималната плата која што може државата да исполни или 50% од давачките кои што се од придонасите. Но сепак треба си има критериуми таму. Тоа е една помош која што за овие 2 месеци може да аплицираат оние фирми кои што сепак се наоѓаат во една незавидна положба во овој момент. Тоа се на некој начин да речеме општи мерки за повеќе фирми. Меѓутоа конкретно на текстилната индустрија, затоа што секој сектор се разликува, што ви треба конкретно од државата за да, како што кажав, не сгаснете? Па вака, во моментот мислам дека потребите се еднакви за сите. Вие гледате, имаме дури фирми кои што воопшто не работат. Имаме фирми и во трговијата, например, воопшто дел не работи. Имаме овие што се моловите се скроз затворени. Така да имаме мали фирми кои што исто така не работат, кои што се од различити области. Секој си ги знае своите проблеми. Јас конкретно не би можел да ви кажам што во моментов само како за текстил би требало. Тоа сепак се сумира на ниво на организација на работодавачи, на ниво на стопанските комори. Ние сме само тие кои што треба на некој начин тие мерки да ги поддржиме во интерес на работниците. Тоа најнормално, бидејќи да не бидат оштетени во овој момент, сепак и тие треба да
да екзистираат и да продолжат понатаму, бидејќи секој работник е вреден во овие моменти, бидејќи ќе помине сето ова, после ќе ни треба сепак за да продолжи индустријата да работи и се другото да функционира како што функционирало и до сега. Некои фирми се ориентираат и да речеме на оваа медицинска опрема која што ја носите. Дали има доста фирми кои што нели се ориентирале кон носење на маски и слично? Па имаме такви, имаме и од моите членки некои кои што на пример работат медицински мантили сега, бидејќи се најпотребни, одредени маски работат. Така да делот она што ќе изгубат дел од пазарот, го дополнува со дел од она што има потреба на домашно или па извозно ориентирано, бидејќи се не барани маските, здравствените мантили, оние кои што се заштитната опрема, онаја која што е исто така потребна. Така да во овој момент секој се снаоѓа на некој свој начин за да опстане како фирма и да продолжи и понатаму континуирано да работи. Сепак мислам дека јас сум оптимистички така настроен и гледам кон она што би значело дека и ова ќе помине, сме виделе многу што све во оваа држава, така да и во многу назад периоди, сепак ја мислам дека ќе победиме и оваа битка ќе добиеме на некој начин. Само со почитување на сите оние мерки кои што ни ги предлага Министерството за здравство. Во вашиот синдикат уште едно прашање, колку има вработени кои што се членки на вашиот синдикат и сакате да кажете дека ниту еден до сега не е отпуштен кој што е членка на вашиот синдикат? Вака, до сега немам такво сознание дека некој е отпуштен, бидејќи сепак тоа се фирми кои што се стабилни, кои што добро работат, кои што секој работник им е потребен и секогаш имале недостаток на работна сила. Така да затоа се овие мерки сега дали ќе бидат на одмор, годишен одмор, дури и пред да ги донесеме овие предлози кои што сега. Јас се разговарав со претседателот на работодавачи и со сите оние организации дека на некој начин тие ќе направат напор да во најкризниот момент ги дадат овие мерки кои што претходно ги кажав. Значи дали тоа ќе бидат одмори неискористени, некаде каде што ете на некој начин ќе имаат малку поголема криза или некој друг тип на испораки или недоволно средства, да направат, имаат и една клаузула на принудни одмори да ги дадат. Така да во овој момент јас во овие три што ги имам, што се мои членки околу 3500 во мојот синдикат за текстил, кожа и чевли, до сега нема отпуштање на работници. Така да мислам дека гледаат на секој начин да ги задржат работените и понатаму. А и сепак со мерките кои што владата ги даде, јас мислам дека ќе нема проблем за да се задржат работниците и понатаму да работат и да придонесуваат во текстилната индустрија. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!
Градоначалникот на општина Јагуновце Дарко Блажевски вели дека се врши редовна дезинфекција на општинскиот центар, но и на сите 17 села во општината. Има и активисти кои се на располагање на болните изнемоштени лица со цел достава на храна и лекови. По препораките на владата на Република Северна Македонија, општина Јагуновце најпрво ги затвори сите основни училишта, подрачни училишта, имаме една градинка и таја затворивме. Почнавме со дезинсекција и дезинфекција на сите локални патишта. Тука морам да се заблагодарам што зедоа учество сите местни заедници и дел од граѓаните да ни излезат во сусрет, во пресрет за оваа работа да се изработа како што треба. Во општина Јагуновце функционираат 3 здравствени установи во време на коронавирусот. До сега не сме имале такви случаеви, но смо спремни и да имаме такви случаеви. Значи прво да ги спречиме, да го превенираме, а после понатаму и да го третираме целиот случај, нормално во согласно од Центарот за јавно здравство во Тетово и во согласено со клиничката болница во Тетово со инфективното оделение и во нормално со Од кризниот штаб на Јагуновце потенцираат дека досега и населението се придржува кон мерките и ги почитува одлуките за ограничено движење.